На вчерашната координација со координаторите присутни и подпредседателите ми водевме една општа дебата во предпоставката како би изгледала и што би се работело со таа комисија. Во тој контекст, еден од елементите што ние претходно го имаме донесено е кодексот за однесување во парламентот, кој што е основата за, да кажем условно речено, доброто однесување во дебатата која што се води. И од тука, мислам, очекувам пратениците кои што се идеаторите да инициират и соодветна средба, конкретно со идејата која име за тоа. По однос на објавата на ВМРО-ДПМНЕ дека не би сакала да учествува во такво работно тело, е јасна определба дека тие не се заинтересирани, значи, за општо помирување меѓу пратениците, а тоа би се рефлектирало и доле меѓу граѓаните како поддржувачи на политичките партии. И во тој контекст нивната најава дека би доставиле, сега тоа од вас го слушам, немаат најавено, дека би доставиле конкретен закон за амнестија, тоа мислам дека е работа која што во соодветна форма, формално како претеници секако имаат надлежност да достават било каков вид проект закон или нацрт закон, предлог закон, и тоа не е спорно дека може да го постават, но која би била идејата на таков закон, ќе треба да се објаснат што би допринело за нив како субјект, односно што би допринело воопшто за имиджот, за позицијата на собранието, доколку несоодветно се влезе во едно такво законско решение. Не можам да преюдицирам што би било идејата на таков закон и во кој опфат би било, но во секој случај од формално правен аспект легитимно е право на секој пратеник да предложи предлог закон, па и тако.